Компанијата Екстремни симулации на Јонти Бахат ги обучува израелските безбедносни сили да одговорат на војни и терористички напади, користејќи кукли и гумени делови од тело. Но ниту една симулација не можеше да го подготви Бахат, 48 годишен израелски резервист падобранец, критично ранет во Газа во војната против Хамас. Тој 6 месеци бил хоспитализиран по скршеници во рамото и под коленицата. Сега го почнал долгиот процес на физичка и психолошка рехабилитација во Бейт Халохем, куќа на војникот. Хидротерапијата е многу важен дел од рехабилитацијата. Водата помага за да почнете да правите многу работи или да се подобрите. Добро е и за умот. Израелската армија соопшти дека повеќе од 10.700 војници се ранети од почетокот на војната со Хамас во Газа пред речиси една година. 1/3 од нив страдаат од траума, а повеќе од 1/3 имаат оштетување на екстремитетите, вклучително и речиси 70 ампутации. Шефот на Организацијата на ветераните со инвалидитет Цахал, Идан Клейман, самиот бил парализиран од градите надолу, кога бил застрелан борејќи се во Газа во 1992 година. Тој вели дека подобрените медицински услуги на бојното поле, како борбените болничари кои вршат титни операции, спасиле многу животи во споредба со претходните војни. Но многу војници кои преживеа претрпеа сериозни повреди. Клайман вели дека буџетите за да се прошират објектите за рехабилитација се зголемени за 30%. Видовме како луѓе губат 2 раце и една нога, 2 нозе и една рака, а се уште дишат и доаѓаат во болница и ги преживуваат ваквите повреди. Луѓе кои беа парализирани, слепи, луѓе кои се здобија со повреди на главата, со многу тешки повреди на главата. Предизвиците на лекарите, сите наши капацитети во смисла на персонал и толку многу повредени, никогаш порано не ги препознававме. Израел е во првите редови на меѓународно ниво во лекувањето на ранетите војници, користејќи висока технологија за изработка на протези за лица со ампутирање и за иновативни техники за рехабилитација користејќи виртуелна реалност. Интензивната рехабилитацијска терапија, и физичка и психолошка, е од суштинско значење за ранетиот борбен инженер Ерес Амсалем, кој за малку ќе ја изгубил својата нога во самоубиствен бомбашки напад во Газа. Тој вели дека тој и илјадници други ќе бидат дел од новата реалност во Израел. Да се видат на улица млади луѓе без раце или нозе, млади луѓе со бастун или во инвалидски колички, жално е што ова изгледа нормално. Мислам дека ова е една од единствените работи за кои може да се согласи целото израелско општество. Нема несогласување околу прашањето за ветерани со инвалидитет. Последната година војната во Газа доведе до нагло зголемување на повредени млади израелски војници, физички и емоционално. Предизвикот за државата со население од нешто помалку од 10 милиони ќе биде како прво да ги рехабилитира, а потоа да ги интегрира во израелското општество.